паралелно организиравме и мерење на задоволството на граѓаните, кое што се правеше во секоја од овие општини. И она што е интересно дека резултатите од како граѓаните ја перцепираат квалитетот на услугите што ги добиваат од локална самоуправа се совпаднува со резултатите од мерењата што ги вршевме ние во рамките на единицата на локална самоуправа. Во тој поглед граѓаните на општина Струмица покажаат дека се надпросечно задоволни од услугите што ги добиваат од единицата на локална самоуправа, како што впрочем тоа се покаже и со нашата анализа во самите единици на локална самоуправа, вклучувајќи општина Струмица. Така. И дали после завршениот мониторинг може да се најдат одредени насоки со кои што би се унапредувало, например, фискалната децентрализација, со тоа што наредните 2 години како дел од наредниот мониторинг би биле подобри резултати. Така, спомнав дека сега ги презентираме резултатите остварени во 2008-2009 година. Ние во крај на месец февруари ќе се одржи една национална конференција на републичко ниво, на која што исто така ќе бидат генерално презентирани пред сите учесници резултатите, и главната цел ќе биде врз основа на добиените резултати од овие мерења да се дадат препораки и насоки каде треба да се интервенира и што би требало да биде сменето со цел понатаму Република Македонија да продолжи со што поуспешна децентрализација. Што се работи низ државата за децентрализацијата сигурно во прилог на еден од најголемите реформаторски процеси што се имат случајно во Република Македонија и кој што сите знаеме дека е процес во тек и се надеваме дека во иднина ќе уште похрабро ќе продолжи со одлучување од страна на централните власти да ги децентрализираат и другите надлежности. Јас моите впечатоци од децентрализацијата ги имам на многу места кажано. Апсолутно задоволството кај мене како градоначелник произлегува од задоволството на граѓаните. Денеска веќе со децентрализираните надлежности многу поуспешно, поефикасно и поекспресно се решаваат работите кои што значат проблеми на граѓаните. Без разлика дали е тоа образованието, урбанизмот, даночните одделенија, инспекторските служби или било која од институциите кои што се децентрализирани. Впрочем, знам дека и граѓаните сигурно ќе кажат свое задоволство при ваквите истражувања дека она што е досега децентрализирано е во ред. Самата фискална децентрализација е исто така многу важен дел како втора фаза на децентрализацијата, кој што апсолутно финансиски ги зајакне капацитетите на општините, а таквото финансиско зајакнување е видливо на дело. Значи буквално во сите општини во Македонија се раздвижени работите. Се решаваат улици, тротоари, кај нас плоштади, гасификации или било каков крупен проект кој што значи е од огромно значење за граѓаните. Ако уште похрабри одлуки се носат за да се децентрализираат и други институции, така и задоволството и кај граѓаните сигурно дека ќе биде поголемо. Се надевам дека и оваа влада и идните влади ќе имаат доволно храброст да ги отстапуваат своите надлежности, да се развластуваат буквално, при тоа предавајќи ги тие власти како што се центрите за социјални грижи, делови од здравствената заштита, јавните предпријатија, шумско, стамбено, домовите на култура, полицијата многу важен дел, да со децентрализирање и донесување на одлучувањето на локално ниво, многу поблиско до граѓаните, уште повеќе имаме и подемократичен систем на живење, а сигурно и поголемо задоволство кај граѓаните. Дали тоа значи дека досега се детектирани областите каде што може да се воведе унапредување во наредните 2 години и за наредниот мониторинг кој ще подобри резултати? Прво, како општини, генерално сите 85, очекуваме нови институции. Мора да има ново институционално децентрализирање. МВР на многу форуми се зборува, значи барем делот на сообраќајот, јавниот ред и мир, за да можеме заедно да ставаме ред во делот и на сообраќајот и она што значи јавен ред и мир. Очекуваме институциите од областа на културата, кои што се уште не се децентрализирани, да бидат предадени на локалните власти. Очекуваме во социјалната заштита да има одредени чекори, во здравствената заштита. Сето тоа е апсолутно зависно од владата на Република Македонија. Ако донесат вакви одлуки, општините се подготвени да ги преземаат и ваквите институции, а со тоа ќе се јават и нови потреби за мониторинг и следење на успешноста и ефектите од самите нови надлежности кои што треба да поминат низ општините. Генерално мојот апел останува исти, похрабри одлуки за децентрализација на власт. Апсолутно задоволството ќе биде изразено кај граѓаните, јас сум убеден во тоа.